Роденденска програма Универзитетско радио 5 години УГД ФМ ги вклучуваме и студентите со работниците кои што придонесуваат да се збогати програмата на Универзитетското радио. Тука се Стефанија и Петар кои што долги години веќе ја прават музички инспирации, емисија за класична музика. Дечки, добре дојдовте во УГД ФМ како гости, домаќини, седно. Кажете ми повеќе за музички инспирации и за слушателите да знаат како помина овие години. Па вака, емисијата Музички инспирации на фреквенцијата на УГД ФМ е веќе 4 години. Истата ја опфаќа дел од класичната музика. Емисијата е реализирана од студентите на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев и е проект осмислен и подржан од страна на професорката Стефанија Лешкова-Зеленковска и деканот на факултетот Илчо Јованов. Така, колку време веќе оди и што се може да се слушне таму? Па, емисијата веќе е во програма 4 години и значи во неа може да се слушнат разни класични дела кои што се така попознати. Значи целта не е да се гневат слушателите со историски класични дела, туку оние кои што се попознати. Така. Петар, која беше идејата и што беше поентата на оваа емисија? Па пред се како класичната музика да се доближи до публиката кога го слуша ова радио и пред се до младите луѓе. И како што и каже Стефанија, значи главната цел е преку некои интересни биографски податоци за композиторите, како и популарни класични дела, одат во етер во емисијата Музички инспирации. Како наидува кај младите ова? Не верувам дека се многу фанови на класичната музика. Па на почетокот и ние како да кажем екипа беме малку скептични, но бидејќи тоа го студираме и го сакаме, на некој начин ги замараме луѓето да слушаат се повеќе класична музика, но од кога почна емисијата па се до денес се сретнуваме со луѓе кои ни кажуваат дека да слушнале емисијата, па кое било тоа дело, па сакале тие да го слушнат истото и секако позитивен фидбек и се надеваме дека во иднина се повеќе и повеќе ќе биде слушан. Покрај тоа ти си студенти на факултетот по новинарство при УГД. Колку според тебе Универзитетското радио има удел кај студентите по новинарство? Да, па сметам дека има голем удел и дека се осеќа на факултетот со колегите колку сите на некој начин и говориме околу тоа колку имаме, дали имаме нешто на радио, кој колку има, по кој каква емисија има и пред се со професорите на факултетот, конкретно со нашиот ментор, професорката Джамтовска. Многу често на предавањето токму разговараме поради емисиите, за програмите, за тоа како, дали сме добри, дали треба да се подобриме, што фали. Така, одлични сте, се надам дека ќе бидете уште подобри. Кои се плановите за вашата емисија во иднина? Во иднина се надеваме дека ќе продолжи снимањето на оваа емисија, дека многу повеќе студенти идни на факултетот за музичка уметност ќе се вклучат во реализација на проектот и дека уште многу класични дела ќе се слушнат овде во Штип. Така, благодарам за гостувањето и се надам дека ќе соработуваме во натаму.